Следуваат најновите вести на Слободна ТВ. Премиерот Димитар Ковачевски денеска го повтори ставот за уставните измени дека тоа не е одлука на владата, туку е одлука за граѓаните и за државата и дека секој треба да го има пред себе првин интересот на граѓаните, интересот на идните генерации, а потоа личниот политички интерес. Тој потсети дека граѓаните заминуваат во членките на Европската Унија само заради подобри плати и подобар стандард. Во однос на тоа дали се интензивира процесот на уставните измени и дали има некакви преговори, Ковачевски потсети на одржаната лидерска средба каде што не присуствуваат две политички партии. Тој потсети дека на последната лидерска средба со сите лидери на политичките партии не дошле две политички партии. Тој оцени дека најголемата опасност за нашиот пат кон Европската Унија лежи во една политичка партија која што има антиевропска, антинато и антиинтеграциона политика со Западна Европа. Тоа е левица и нивниот претседател Димитар Апасиев Веле Ковачевски, кој смета дека ја држат во заложништво и опозицијската ВМРО ДПМНЕ затоа што имаат слаб лидер без став и без визија. Ковачевски уште еднаш потсетува дека како политичари кои што ја гледаат државата во Европската Унија не смеат да дозволат политиката да биде креирана од такви политички пиромани кои што, како што рече, немаат никаква визија за државата. Студентски отпор, организаторот на вчерашниот протест не е задоволен од договореното на средбата во собранието меѓу студентите представници на универзитетските собранија, со пратеници и министерот за образование и наука и повика на нов протест во четврток. Оттаму ги повторија своите барања, односно издвојување средства од буџетот за зголемување на износот на субвенционираниот студентски оброк од 120 на 150 денари дневно, изравнување на сумата на стипендиите согласно измените од последното покачување на стипендиите, реновирање и обезбедување нормални услови за предстој во студентските домови, долгорочен план за формирање студентски градови и стоп за најавената приватизација на студентските домови, како и издвојување доволни средства за изземање на студентите од антикризните мерки на владата за рационализација и штедење на струја. По вчерашната средба во собранието, помеѓу представниците на студентските собранија, пратениците, министерот за образование и наука Шакири, а на која присуствуваше премиерот Ковачевски, беше договорено субвенцијата за студентски оброк студентите да ја добиваат по старите услови, а до март следната година работната група да најде системско решение за нов закон. Биле разгледувани и други аспекти од студентскиот стандард, пред се подобрувањето на условите во студентските домови. Студентски отпор во реакцијата наведува дека единственото барање кое е прифатено на средбата е повлекувањето на измените на предлог законот за студентскиот субвенциониран оброк и дека поради тоа нема да отстапат се додека итно не се реализираат и останатите барања. Регулаторната комисија за енергетика до управата за финансиска полиција доставила известување и барање за вршење на инспекцијски надзор, а во врска со наводниот неоснован премин на корисници на електрична енергија од либерализиран пазар на регулиран пазар, каде цената на електричната енергија е далеку поповолна и поевтина, велат за Слободен печат од управата. Од управата додаваат дека веќе извршиле проверки во одредени правни субјекти, а за добиените сознанија е известен и надлежен јавен обвинител. И од управата за јавни приходи за Слободен печат информираат дека по службена должност ги добиле информациите за фирмите. Процесот го води финансиската полиција, а УЈП заедно со останатите надлежни институции е во постојана координација и комуникација, а во насока на утврдување на фактичката состојба. Тимови од повеќе институции координирано заедно со истражните органи работат со цел да се констатираат евентуалните злоупотреби и штетата, велат од УЈП. Во однос на тоа дали фирмите направиле прекршок на законот за енергетика, потребно е одговор да се бара во Министерството за економија или Регулаторната комисија за енергетика, кои што ги следат и спроведуваат одредбите од овој закон. Министерот за економија Крешник Бектеши уверува дека од 1 јануари за домаќинствата нема да има поскапување на цената на електричната енергија, а веројатно таа ќе биде поевтина за малите потрошувачи, фирми и институции за кои има цена одредена од страна на Регулаторната комисија за енергетика. Сега правиме калкулации за да не поскапи струјата за домаќинствата од 1 јануари. Граѓаните да бидат спокојни, ќе обезбедиме електрична енергија. Ние носиме одлуки кои се најповолни и за заштитата на државниот буџет и за заштита на стандардот на граѓаните и фирмите, изјави Бектеши.
Тој објасни дека сега не е исплатливо ТЕЦ Неготино да произведува струја и затоа има увоз и дека идната недела се очекува новиот трансформатор за РЕК Битола. Од денеска започнува обврската за поседување на задолжителна зимска опрема во возилата. Без оглед на моменталната временска состојба, возачите се должни во своите возила да поседуваат зимска опрема до март следната година. Обврската е пропишана во член 361 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, каде е наведено дека моторните возила и мобилните машини кои учествуваат во сообраќај на пат во периодот од 15 ноември до 15 март задолжително треба да поседуваат пропишана зимска опрема. За непоседување на зимска опрема пропишана мандатна казна во износ од 45 евра во деневска противредност. Русија е позаинтересирана да го користи својот газ како оружје, дури ако тоа значи да го уништи наместо да го продава, како одговор на западните санкции против нејзината инвазија врз Украина, обвини денеска претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Москва ја прекина испораката на газ за Европската унија претходно оваа година како одмазда за санкциите воведени поради инвазијата врз Украина. Гледаме дека Русија го гори својот газ наместо да го продава, рече фон дер Лајен за време на првата сесија на годинешниот самит на групата водечки светски економии во Индонезија. Ги следевте најновите вести на Слободна ТВ.